Добро вечер. Со пијано вечер музиката продолжува посветена на педагогот Снежана Анастасова Чадиковска. Во музеот на град Скопје започнува 14-та манифестација Есенски музички свечености, која ја организира Дирекцијата за култура и уметност Скопје. Ке трае до крајот на месецов со настапи на домашни и странски уметници. Започнуваме со урбаните вести. Започнува Скопје Постер фестивал. Свечена седница на Советот по повод 37-миот роден ден на општина Газибава. Се руши основното училиште во Петровец. Денеска се одржа свечена седница по повод 37 годишнината од конституирањето на првиот совет на општина Газибаба. По тој повод градоначалникот на општината Тони Трајковски на сите субјекти, правни и физички лица и ученици им подели плакати и благодарници за успешната соработка и афирмација на општината во изминатата година. Прилог на Томислав Атанасовски. Денеска во големата сала за состаноци на Советот на општина Газибаба се одржа свечената седница на која беше одбележан денот на општината 3 ноември или 37 години од незиното формирање. На сите присутни кои беа во голем број им се обрати председателот на Советот Милан Андоновски, кој ја отвори свечената седница, а потоа градоначалникот Тони Трајковски ги поздрави сите присутни, а воедно и им се заблагодари на сите субјекти, правни лица и поединци за досегашната соработка и афирмација на општината изминатата година, соработка која и во иднина ќе продолжи. Ова е убава можност да направиме една заедничка ретроспектива на сите наши досегашни ангажмани на овој состав на администрацијата на Советот, јас како градоначалник, вклучувајќи ги сите претходни состави на градоначалници, општинска администрација и совети, и воедно да поразговараме и за идните чекори на општина Газибаба. Во текот на денешниот ден планирано да се одржи свечена седница на која што ќе присуствуваат советниците и тука воедно ќе бидат доделени наградите за најуспешните наши ученици кои што учествува на конкурсот за литературна и ликовна творба на темата нашата општина. Од аспект на функционирање на Советот, Советот на општина Газибаба одржа 10 седници, на кои беа донесени повеќе детални урбанистички планови со кои овозможуваме општина Газибаба да ја направиме подобро место за живење. Сме во контакт со бизнис заедницата и врз основа на нивните побарувања, заедно со градоначалникот на општината, се трудиме максимално да одговориме на овие предизвици и се што е во моќ на општината Газибаба, на општинската администрација, градоначалникот и советот да ги подобриме условите за живење на граѓаните на општината Газибаба. По говорот на градоначалникот Тони Трајковски се пристапи кон доделување на плакети на сите фирми кои придонесува за поголема афирмација на општина Газибаба во изминатата година и за досегашната соработка. По повод денот на општина Газибаба 3 ноември изминатата недела се организираа повеќе спортски и културни манифестации како и хуманитарни и крводарителни акции. Вечера во Младинскиот културен центар ќе се одржи свечената академија на која ќе бидат доделени наградите Големата мајка, која се доделува во повеќе области: уметност, култура, наука, образование, хуманост, врвни достигнувања, спорт и така натаму. Нека им е честит денот на општината 3 ноември и 37-миот роден ден од формирањето на општина Газибаба, а ние им пожелуваме уште многу години успешни и реализирани проекти. Градижните екипи започнаа со рушење на старото основно училиште Кочарацин во општина Петровец, со цел да се обезбеди простор за изградба на ново училиште кое според зборовите на градоначалникот на општината Борче Митевски ќе има површина од 3500 метри квадратни, а во истото ќе имаат можност образованието да го стекнат 680 ученици. Денес во училишниот двор во Кочарацин започнуваме со рушење на дел од училиштето за да обезбедиме потребната површина за изградба на новото училиште кое е предвидено да се гради одека во училишниот двор. Со рушењето ќе завршиме за некаде околу 10 дена и потоа ќе започнеме со поставување на камен темелник за изградба на ново училиште.
средствата за изградба на училишнава зграда се обезбедени преку Светска банка, значи општина Петровец се задолжи со 1.300.000 евра. Рок на исплата на средствата се 13 години. Училиштето е со големина од 3.500 метри квадратни и во новото училиште што ќе биде изградено, значи предвидено е да учат 680 ученици. Рок на изградба на оваа училишна зграда е 18 месеци. 1920 пустари на графички дизајнери од 38 земји од светот се дел од 6-тиот поред Скопје Пустар фестивал на тема граѓанинот во 2020 година. Председател на жирито е реномираниот дизајнер и илустратор Мирко Илиќ. Од денеска до 20 ноември во Скопје ќе се одржи 6-тиот поред Скопје Пустер фестивал Citizen 2020, односно граѓанинот во 2020 година, во организација на Плакарт Асоциацијата на графички дизајнери. Централниот настан ќе се одржи вечер во Младинскиот културен центар, каде ќе бидат прикажани најдобрите постери од конкурсот. Како што истакна основачот на Скопје Пустер фестивал Лазе Трипков, на фестивалот пристигна. Драго ни е што голем број на млади и талентирани дизајнери првпат ги од Македонија првпат ги изложија своите плакати на овој конкурс и од тука на некој начин настана нивниот пробив во однос на нивната кариера и развој на нивниот успех. Се наметна само по себе дека не е доволно да правиме само изложба, него тоа да биде пропратено на некој начин и со одредени предавања и со работилници во контекст на конкурсот за плакат, па така идејата меѓународниот студентски конкурс да стане позначаен фактор на Балканот и во регионот, да овој конкурс се модифицира, односно се развие во фестивал кој што ќе трае повеќе од еден месец. 1920 постери од 38 земји од светот. Фестивалот започна на 20 октомври, а ќе трае до 15 ноември. Нуди богата културна програма во рамките на која ќе бидат организирани голем број презентации и работилници на светски реномирани графички дизајнери, изложба на постери од Citizen 2020 и изложби на членовите на меѓународното жири. Председател на жирито е светски реномираниот дизајнер и илустратор Мирко Илиќ. Изложба на негови илустрации и плакати ќе има вечерва, а за утре во 14 часот е закажано негово предавање на кое ќе ги сподели неговите искуства и совети со заинтересираните млади графички дизајнери. Останати членови на жири комисијата се Нивојша Гелевски и Франсоа Гаспар. Во рамките на програмските активности по повод одбележувањето на денот на општина Карпош 3 ноември, денеска во организација на општината Црвениот крст и Заводот за трансфузиологија на Македонија се одржа голема крводарителска акција. Крводарителната акција е традиционална и секоја година зазема се поголем замав, што се покажува со големиот интерес на хумани граѓани, кои од раните утрински часови денеска пристигнуваа на трите пункта определени за дарување крв, односно во урбаната заедница Карпош 1, во општинското основно училиште Лазо Трпавски и во трговскиот центар Скопје Сити Мол. Како и секоја година на оваа акција и се придружи градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски со дарување крв, при тоа порачувајќи им на граѓаните активно да се вклучат во крводарителската акција со нагласок на оние кои што припаѓаат на ретките крвни групи. Одбележувањето на 37 годишнината од формирањето на општината ќе биде збогатено и со многу други манифестации од хуманитарен, забавен и еколошки карактер. Во населените места Гоце Делчев, Трубарево и Румлери започна да се гради примарна фекална канализација. Изградбата на фекална канализација за овој дел од општина Газибаба е заеднички проект на градот Скопје, владата на Република Македонија и општина Газибаба и е доказ дека со добра соработка меѓу институциите успешно се решаваат долгогодишните проблеми на граѓаните. Од овој проект корист ќе имаат повеќе од 12.000 граѓани кои сега користат септички јами. Овој капитален проект градот Скопје ќе го поддржи со 19 милиони денари, истакна градоначалникот на град
град Скопје Куце Трајановски. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски објасни дека на проектот интензивно ќе се работи 3 години, со што во првата фаза од овој проект фекална канализација ќе добијат населените места Трубарево, Гоце Делчев и Јурумлери, а во втората фаза Идризово, Дрма и Ергеле. Пред крајот на првиот дел од урбаните вести, информација која што ќе ги израдува возачите. Цените на бензините и на дизел горивото од ноќеска на полноќ се намалуваат за 2 динара по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати за 3,39, односно 2,66%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 76,50 динари за литар, Евросупер БС 98 ќе се продава за 78, а Евродизел за 68,50 динари за литар. Малопродажната цена на екстралисното масло за домакинство се намалува за 1,5 динар за литар и сега ќе чини 57,50 динари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за 1,78 динари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот, кој сега ќе се продава за 39 динари за килограм. Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 2,3% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 1,9% повисокиот курс на динарот во однос на доларот. Ракометарките на женскиот ракометен клуб Вардер во спортскиот центар Борис Трајковски убедливо славеа против Подравка со 35 наспрема 17 и обезбедија пласман во следната фаза во Лигата на шампионите. Подпредседателот на Милан Адриано Галијани и тренерот на Милан Масимилијани Алегри на излезна врата од Милан. Веќе претпоставувате, следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.